Радо би седела, ама после толку сати во кома сум, во парламентарна кома и затоа станав. И благодарам на заменик председателката за трпеливоста и се разбира на оние кои се овде, последните мохиканци. И јас не дека не сакам да бидам долга, ама морам да бидам кратка. Реков, ќе се обидам. Предно се што пред мене зборуваа многу луѓе и досадно ќе биде да се повторува. Ја, кога го читам годишниот извештај за спроведување на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси, 2021-2025, а сега сме 2023, го гледам некако заедно или низ призма на извештајот што неодамна го презентиравте овде на антикорупцијската комисија за она што се случува и мислам дека е добар потек на председателката на комисијата што во толку кусо време двата се овде, оти неразделни се. За мене како на некој начин како сијамски близнаци и затоа мене ми се јасни работите, оти се потврдува она што вие во извештајот го регистриравте како проблем детектиран, препораките се потврдува дека тоа не е зашто вие сакате да бидете критични, туку тоа е заради неспроведувањето на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси. И затоа ние немаме голем избор. Впрочем, неспроведувањето не тера да си го поставиме следно прашање. До кога националните стратегии ќе ги третираме како документи за кои ќе расправаме, ќе критикуваме, а не како патокази, ако сакате, на реалноста, патокази за менување на реалноста. Мислам дека тоа го забележува и еден друг извештај, извештајот на Европската комисија, и затоа е антикорупцијската комисија светла точка во тунелот, и затоа има тамо комплименти и ние не можеме да го заборавиме тоа. Тоа е мојата прва констатација и јас нема да навлегувам во детали, се плашам сама од себе, туку ќе се обидам во заклучоци. Значи, прво, извештајот е критички, извештајот е објективен, извештајот како таков е вознемирувачки до степен на алармантност. Еве, таму каде што запре мојот колега, кој денеска епски беше расположен, значи, ако само 10% се реализирале од она што е национална стратегија за борба против корупцијата, тогаш борбата со корупцијата и криминалот не била успешна. Тоа покажува и ако само за 10%, и тоа пазете, ако ова е пат од цели 10% во однос на исто така символичните 20%, тогаш ние длабоко сме потонати во светот на корупцијата и судирот на интересите, а како што вие многу пати регистрирате, дека тоа е плодна почва за криминал, дека во таков амбиент државата не е функционална, дека во таков амбиент институциите се слаби, дека во таков амбиент не можеме да зборуваме за ефикасност и дека навистина мораме нешто да менуваме. Втората моја констатација, врзана за првата, се однесува на следново. 2019 година
Собранието, исто во ова што сега зборува за извештајот за спроведување на националната стратегија, значи го донесе законот за спречување на корупција и судир на интереси. И сега сме 2023 година и јас сега гледам овде, бидејќи целта е нери битката со корупцијата, го гледам индексот на перцепцијата на корупцијата, може би ние овде не ги гледаме нештата како што ги чувствуваат граѓаните. Тоа е најважното. И сега гледам дека, кога ја гледам ранглистава, нешто што е навистина фрапантно. Да речеме, сега се во 2020 година се заокружи еден циклус на едно парламентарно мнозинство и на една влада и во 2017 година перцепцијата била ваква, на 107-то место сме биле рангирани. 2020, кога всушност е направена ова национална стратегија, нели? Кога е донесена националната стратегија, го гледам индексот на корупција 111-то место. Што да кажам? Значи, тоа се бројки кои загрижуваат. Има благ пат, ама, како што рече мојот колега, повторно ние вам треба да ви благодариме најмногу за благиот пат, бидејќи во извештаите обично граѓаните и го вреднуваат она што некој го открива, го адресира, бара решение, го упатува до надлежните органи кои не секогаш одговараат. Трето нешто што мислам дека е исто така битно за целата оваа ситуација за оценката. Да, методологијата на креирањето национални стратегии за спречување со корупција и судир на интереси не е оригинална, наша, туку е европска и стандардна. Значи, таа е градена за демократски држави, зошто? Бидејќи се работи повеќе за интроспекција. Значи, во еден демократски амбиент, на институциите им се остава да ги видат со широко отворени очи, да ги детектираат проблемите и во зависност од карактерот на проблемите, во зависност од човечките ресурси, во зависност од финансиските потенцијали, да ги означат со бројка. Не е тоа доволно, треба, бидејќи тие за тоа постојат, за тоа се избрани, да ги утврдат најсоодветните мерки за решавање на секој проблем, што значи многу добро е ако за проблемот има повеќе мерки, многу добро е ако се детектираат повеќе проблеми и многу добро е ако активностите, значи, се насочени кон правилно, навремено, соодветно, навремена соодветна употреба на мерките, зошто? За да може да се решат проблемите. Значи, идејата е да се намалат аутпутите, барањата. Зошто? Затоа што има соодветни аутпути, соодветни решенија. Тоа овде гледаме дека е катастрофално. Значи, само 10% од она што е утврдено како мерка е реализирано и сами рековме дека всушност од демократскиот капацитет на институцијата или од стручноста и од компетентноста и посветеноста на вработените зависи колку микроскопски добро ќе ги утврдат проблемите, од нивното знаење и од расположивите средства од секаков вид, какви мерки ќе утврдат и се разбира потоа од посветеноста,
па и од одговорноста, од транспарентноста, од соработката, од тренираноста, како, значи какви активности ќе превземат. И ова, јасно е од овој извештај, дека е во голем дисбаланс. Кога веќе се повикав на извештајот што го разгледувавме, што е јасно уште на прв поглед? Ако тамо во перцепцијата гледавме, најгоре прво беа правосудните органи, па локалната самоуправа, па извршните органи, односно владата, и ако ние сега гледаме што се случува во реалноста, ако имаме страф на моменти дека институцијата или третата власт, без која не може да има демократија, без која не може да има правна држава, е во една толку аномична состојба, што почнаа да поднесуваат оставки, и тоа кои? Не оние избраните од политичките органи, туку оние избраните одвнатре. Јас денеска немав можност да следам аргументацијата на членовите на Судскиот совет, меѓутоа не треба да сте правник за да видите дека тоа е еден систем. Зборот ми е дали ќе гласаме, како ќе се однесуваме, се разбира дека ова е добра диагноза, има и предвидена терапија, меѓутоа сега не може антикорупцијска да биде лекарот за се, бидејќи тие кои ги детектирале проблемите, мерките и активностите сами, уште ако не се способни, значи да се справат со нив, тоа најмногу зборува за нив. Кои сме ние, да, тие другите се медиумите, ние и така натамо, што ги предупредуваме дека имаат обврска не само кон себе, туку и кон општото добро, и дека час поскоро треба да ги редуцираат, значи, проблемите, како преку примената на мерките и преку зголемените активности. Јас реков дека во прашање се врзани садови систем, ако организмот социјален, општествен, политички е болен, а болен е, тогаш, значи, не помага само еден вид на терапија, туку треба да превземете многу активности. Не само лекарства, туку потребно е и вежбање. Демократијата се учи со вежбање, јас многу пати велам, како и љубовта. Значи, потребна е посветеност страсна, меѓутоа еден од наодите што во сите области се повторува со право е она што во заклучоците, веројатно и во минатиот извештај го имаше, опасноста од партизација и политизација на сите нивоа, на сите органи, по репресија врз стручноста и компетентноста, тогаш таа се повлекува или бега од активностите во кои што на погрешни места се наоѓаат, на сосема на прави места или на високи функции се наоѓаат погрешни луѓе. Понатаму, со право велите дека е потребен систем на транспарентност, на инклузивност, на отчетност, на одговорност. Тоа не е можно во систем во кој на победникот му припаѓа пленот, тоа што го велиме ние дека се наградуваат оние кои што се заслужни за политичките функции, а не оние кои знаат и умеат. Јас стално велам дека апсолутната моќ е опасна, дека таа апсолутно корумпира, и сега мене овде ми личи дека она што го давате како препорака во овој момент со 10% реализација на националната стратегија, неколку пати велам, е како еден стап, како е сламка, се плашам да не е престрого, за која ние како давеник ќе се фатиме, бидејќи очигледно дека дотамо е дојдена работата. Немам јас време да одам по области, меѓутоа мислам дека еден од заклучоците треба да биде да
ние имаме такво искуство да спроведеме, да седнеме овде на заедничката калезна маса на една надзорна расправа. Зошто? Бидејќи тоа го налагаат овие 10% реализација на националната стратегија. Значи да, очигледно е дека е различен односот кон или одговорноста кон предизвикот да се детектираат проблемите и да се решат во различни органи. Меѓутоа, факт е дека овде ние треба да разговараме за ова многу ниско ниво на реализација, зашто иначе значи дека корупцијата и судирот на интересите станале наша реалност која не загрижува. Беше денеска потенцирано многу пати, особено високото ниво на корупција, и јас да бидам искрена, иако мислев дека секогаш владите се потенцијален клиент за антикорупцијските комисии како носители на МОКТА, она не е министерство, туку оној статус на заменик премиер за добро владење и управување, мислев дека е in medias res таму каде што се проблемите, тоа вие и го нотиравте во претходниот извештај, значи дека ако е тоа своевидна, морам да кажам, Академија за судир на интереси, Академија за судир на интереси, оти нема крај на листата на судир на интереси, што честопати ги гледа и ги регистрира господја Грковска, дека тоа е некоја самосвест и дека ќе доведе до катарза, бидејќи еве ние треба да дадеме пример, зашто најчесто сме посочувани покрај правосудните органи, а и со нив сме врзани, бидејќи она што се случува во судскиот совет и во советот на јавни обвинители не е само судска работа, не. Таа е неразделна од политизацијата која е погубна и од партизацијата на судството. Значи, тоа би било исто така еден од елементите што сакам да ги препорачам. Понатаму, со право велите вие, да, дека покрај транспарентноста и отчетноста потребна е одговорност, иначе зошто би зборувале ние за одговорност, доколку немаме санкција на одговорноста, немаме институционална одговорност прво, ама немаме ни персонална одговорност. Сепак во сите овие области, сектори што вие ги анализирате, темелно има луѓе кои што се тамо токму за да бидат носителите на реформите, на активностите. И најлогично би било, ако не успеете во рокот за кој што сте избрани, да го реализирате она за што сте се нафатиле, барем да имате политичка одговорност и доблеси. Затоа јас велам дека кај нас, за жал, оставките се мислена именка, но еве почнаа да се појавуваат, да видиме дали е тоа под притисок на медиумите и на јавноста, или е пак тоа, значи, од лична природа, што исто така може да биде чекор напред. Се разбира дека факт е дека ниту една национална стратегија, 5-годишна, не може да остане таква каква што е, бидејќи во чекорите во оваа година, овде е очигледно дека, ако ја споредиме со минатата, со предминатата, дека има или некои нови облици изнедрени, хибридни некои облици се појавиле, или пак во некои области, во некои институции гледаме дека кога дошло до промена на првите луѓе или кога дошло до промена на структурата, направени се некои чекори кои што водат кон решавање на овие проблеми. Се разбира, јас и вашата председателка и вас сум ве слушала кога зборувате за потребата од средства. Зошто? Заради развој на
капацитетите внатре во оваа институција, специјално оделение за следење на остварувањето на стратегијата, понатаму за неопходното и континуирано комуницирање со сите институции, вклучувајќи го и собранието. Зошто? Бидејќи сепак вие бевте и сте некаков двигател на реализацијата на сиве овие активности, затоа и овде ве слушаме. Понатаму околу она што е неопходно, континуираното, доследно, детално прибирање на сите податоци од институциите, факт е дека хендикепот е голем кога самите институции не се отворени и не се пријателски настроени кон овој орган. Оти јас честопати велам дека не обкружувајте се во животот и во работата со обожаватели, току со критичари, оти само вториве ве почитуваат, само некој кој и мисли добро на државата или на било која институција ќе ги критикува лошите појави. Значи, зошто е ова потребно? Зошто е потребно да се измени и дополни стратегијата, бидејќи гледаме дека и таа мора да се адаптира на мерките и активностите, дел од нив се реализирани, дел од нив се во процес на реализација. Значи, понатаму, исто како што председателката на комисијата вели, дека ние треба да излеземе со предлози, дел од нив се веќе и вградени овде и мора да видиме, да ги утврдиме, меѓуто и да предложиме излезни решенија за проблемите што мислиме дека се од најголема важност. И тука денеска не знам колку пати чувме, нели, дека можеби таа точка каде што треба многу, на која што треба да и се посвети внимание се инспекцијските служби, понатаму државната собственост, собственоста на локалните единици, како се располага со имотот кога тој се дава, бидејќи можеби никој нема да не разбере однадвор, кога ќе ве праша дали имате државно правобранителство, да, од кога, од секогаш, од векот. Дали имате регистер на државна собственост? Не. Дали имате регистер на општинска собственост? Не. Па извинете, ама тоа изгледа реликт од социјализмот, сечија и ничија е собственоста, се тркала и колку сте поблиску до неа, до располагањето со неа, до ресурсите, толку полесно може да посегнете по нив. Тоа е она на што ние треба да ставиме крај. Оти ние треба не само тоа добро да го сочуваме, туку треба да го надградиме. Тоа не е наше за да си го присвоиме, да го приватизираме. И затоа во право сте кога велите дека токму оваа собственост е една од најважните што треба да се заштити. Ја не мислам да одам по области, само по еден збор или по една реченица со оглед на она што се случува. Оти ги наброја овде мерките, да, гледаме дека она што мене како професор многу ме боли и ме загрижува е кога читам дека речиси половина, малку помалку 40% од мерките и активностите се во сферата на образованието, здравството и извршните органи, зборувам мерките и активностите, но апсолутно кога ќе фрлам поглед на табелата, гледам дека проблеми има многу внатрешни. Зошто, ако сте утврдиле само 2 проблеми, 3 проблеми, тие може да бидат енормно големи и да бараат многу мерки, а вие велите една мерка, 2 мерки, и сега една сте извршиле, една е во процес, тука нешто е труло. Очигледно. И затоа јас, кога е образованието во прашање, велам, има една радикална мерка, зборувам за високото образование, таа се вика надворешна, независна реакредитација на сите универзитети и факултети. Очите од надвор
ние сакаме да одиме во Европа, во образованието мораме прво да бидеме европски, значи компетитивни, не по дома да си се надпреваруваме, значи да видиме каде одат парите, зашто постојано повторувам дека просперитетот на една држава во најголема мерка зависи од образованието, ама и крахот на една држава е секогаш поврзан со лошото образование. Веќе за јавните набавки овде беше зборувано, за вработувањето исто така, за политичкиот систем, јас само да кажам дека е пореметена равнотежата на трите власти, не само кај нас, во корис на извршната власт, дека ние не само што не ги развиваме, туку и не ги користиме расположивите спреги и кочници. Без спреги и кочници кон сите власти нема демократски политички систем. Здравството веќе го зборуваше Здравко, но јас само со една реченица. Како што образованието е неверојатно важно за профилот на една држава, тогаш за нашиот живот, за нашето здравие, а правото на живот е основното, најважно е јавното здравство. Може да ми се налутат, ама јас ке кажам дека јас очекував мерка, ако ви заминуваат најдобрите лекари, ако одат во приватното здравство, вие мора да превземете мерки да ги задржите. Ако имате недостиг од луѓе кои се европски компетитивни во здравството, па може и да го, дури и да го продолжите нивниот работен век. Ама, што се случуваше? Фрустрирани министри од позиција на сила се справуваа со најдобрите во здравството, наместо да им изразат должен респект, оти тие вчера биле нивни учители, ама и оние кои се грижат за нашето здравје, јас очекував да го продолжат до 70 години да предложат да одат во пензија, една од мерките, понатамо да и возможат во јавното здравство и приватно и така натамо. Но, знаете како, жално е во здравството да детектираме синдром на Салиери. Тоа нам ни се случува. Да се справувате со најдобрите. Тоа, мислам дека зборува за за процеси кои мора да се лекуваат во политиката. Под наводници го ставам, во смисла на ароганција, мислам, во смисла на политичка моќ, која што нема разбирање за авторитетите. За образованието зборувам, исто ми е страшно чудно за труд и социјална политика, една област која можеби најмногу ги допира животите на сите луѓе, ако гледаме. А бидејќи целата транзиција беше процес на осиромашување, на пауперизација, кризите што се појавија, случувајќи ја последната ковид кризата, најмногу ги допре најранливите категории, јас овде очекував најголеми проблеми. Еден проблем, 5 мерки, 10 активности. И несоодветна, од извештајов се гледа, од стратегијава, несоодветна комуникација, несоодветнен отчет и така натаму. За урбанизам и просторно планирање само една реченица, неодамна од Европскиот парламент експерт не праша, зар не се прашувате зошто толку градби има? Па тоа е само заради перење пари. Јас велам, Скопје не е Хонг-Конг, па да оди во ВИС, апсолутно имаме повеќе станови од жители и навистина не знам зошто некој ќе го бетонира градот. Животна средина, една реченица. Деновиве до солзи се трогнав некаде околу Македонски Брод, гледате Борова шума, тоа е еден од најубавите краишта и туку не ви се верува одеднаш, вака све исечено, зошто? За фотоволтаици, замислете. Еми сегде фотоволтаиците се ставаат на неплодно земјиште, кое не може за друго да се користи. Ама шуми да сечете за фотоволтаици, извинете, е бизнис,
а не е грижа за граѓаните. Земјоделството, да не зборувам, секој ден штрајкови, но на што мене овде како пратеничка ме загрижува, кога осамна овде еден предлог закон за пасишта, ке има јавноста доволно време да чуе. Еве јас од оваа говорница, премиерот има голем респект кон еден Нобеловец, Кругман, кој што беше и негов гостин овде, кој што зборува за опасност од рефеудализација. Тоа значи државно земјиште, узурпирање или купување по багателни цени заради креирање на своевидни феуди. Ево овој закон, дури и во шумите тревата може да биде пасиште, па таму може да се градат објекти, замислете, и така мислам дека ние ќе потонеме уште повеќе во корупција и криминал. Економија и бизнис, една реченица, ние имаме бизнис ориентирана политика, тоа е факт. И луѓето од економијата се жалат, велат дека наместо да се создава амбиент за надпревар, бидејќи тоа е еден од копенхагенските критериуми, кај нас политиката длабоко влегува во бизнисот. Последното, ова нема со јавни предпријатија и акционерски друштва, 100 пати сум кажала дека и вие овде кажувате сите, конкурс, надпревар, интервју, тестови, споредливост, за да видиме дали навистина најдобрите ќе се најдат на позиции каде што треба да се. А не ние да слушаме дека има луѓе на високи позиции кои не знаат каде се. Па не прават разлика меѓу метеорологија и метрологија, замислете, а да не зборувам, значи, за многу други слични случаи. Медиумите, да, со право велите, кучето чувар, овде е регистрирано колку се важни, ама и грижата за медиумите треба да биде важна. Направивме некои ние чекори околу, нели, говорот на омраза, клеветата и така натаму. Меѓутоа, мислам дека навистина достапноста до средствата на државата од страна на медиумските куќи на некој начин, за да може да се има во стартот еднакви шанси за надпревар, најдобрите новинари ги на некој начин ги става во подредена положба, за разлика од некои кои и не се новинари, а кои се блиски до власта, но и нешто друго, самите новинарски здруженија велат дека владата им е конкуренција во оваа област, бидејќи сама се развива своевидни квази-новинарски активности, фотосесии, селективно се однесува кон одговорноста кон сите медиумски куќи. Ние имавме политички квалификации на новинари и на новинарски куќи, а мислам дека тоа не сме да се дозволи. Да не сгрешам дека ветив дека нема да бидам долга, еве сега ќе кажам. Значи, ако 35% од предвидените активности се во тек, тоа може да значи дека може овие 10% да се зголемат, ама предходниот соговорник зборуваше за желба за 70, за 80%, мислам дека тоа е една голема илузија. Да, овој материјал е полн со табели, но не како што сме добивале гола статистика. За табелите има, значи, констатации, меѓутоа има исто така и препораки. Мислам дека е тоа добар метод, не случајно реков е избрана оваа европска методологија, така се вежба и се учи европскиот начин заснован на стандарди на управување на сите нивоа
во сите области и во сите институции и мојот заклучок е дека всушност не е се во наблюдувачот, во критички настроената антикорупцијска комисија. Да, таа е активна, меѓутоа всушност мислам дека решението е во рацете на оние кои што треба сами да ги утврдат, бидејќи нивни се и на граѓаните проблемите, сами знаат кои се најдобрите мерки и сами да ги превземаат активностите и да ги финализираат. Ако не се способни да ги детектираат проблемите, да ги спроведат мерките, низ различните активности, тогаш мислам дека се подложни или ќе бидат фрлени во рацете на опасноста од корупција и судир на интереси, односно нема да може да ја спречат корупцијата и судирот на интересите, дури и тогаш кога во вака дебели материјали ние ќе ја видиме низ бројки и низ превземени или не превземени мерки. Значи, јас немам дилема дека ова е соодветен годишен извештај кој што треба нас во собранието, бидејќи ние сме тие што ја носат националната стратегија, да не натера длабоко да се замислиме, да ние да предложиме исто така сами на овие предложени мерки, наши мерки, активности да превземеме сами, да дадеме пример, председателката посочи, календар, деловник, отварање за јавноста на работните тела, организирање надзорни расправи, соработка понатамошна со невладиниот сектор, отвореност кон медиумите, покажување со пример дека ние сме овде заради граѓаните, суверенот, граѓанинот, а не заради своите кариери или заради своите политички интереси. Јас ви благодарам за вниманието и на председателката. Тешко е да се биде последен говорник, ама се обидов она што го слушнав да на некој начин, на еден едноставен начин, да го презентирам овде заради граѓаните. Благодарам. И благодарам. Благодарам. Ова беше последен говор за денеска на ова 8-та точка. Затоа на крај ќе констатирам дека комисијата го разгледа годишниот извештај за спроведување на националната стратегија за спречување на корупцијата и судир на интереси 2021-2025 за период од 1.1.2022 до 31.12.2022 година, поднесен од Државната комисија за спречување на корупцијата. Ви известувам дека комисијата го проследува годишниот извештај за спроведување на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 година на понатамошна постапка во Собранието на Република Северна Македонија. За известител на седницата на Собранието го предлагам председателот на комисијата. Овде ја завршуваме 58-та седница на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. Ви благодарам многу на вниманието и на вашето време.